Понеделник 12 септември 2022 година, термин за вести на КТВ телевизија. 3 дена во Кавадарци се одржуваше Тиквешки гроздобер. Ретроспективно во вестите информираме за се она што беше актуелно за време на оваа манифестација. Информации од спортот, бидете со нас. 3 дена во Кавадарци се празнуваше почетокот на бербата на грозје. Се одржа традиционалната стопанско-туристичка и културна манифестација Тиквешки гроздобер 2022. Илјадници гости ги проследија содржините на оваа манифестација. Грозјето и виното и годинава беа во центарот на вниманието на традиционалната стопанско-туристичка и културна манифестација Тиквешки гроздобер. 3 дена во Кавадарци се славеше, се одржаа бројни културни и музички настани, а градот беше домакин на бројни гости од земјава и странство. Музичката понуда беше за сите генерации. Најмладите се забавуваа со песничките од фестивалот Гроздоберче, Нучи и Војаш и Зи Бомб, исто така настапија на Тиквешки гроздобер на задоволство на младите. На големата сцена на градскиот плоштад пред бројна публика во саботата настапимаа Игор Џамбазов и Гуру Харе, Артист Бенд и Харис Џиновиќ. Музичката понуда од програмата продолжи и синоќа. Настапија Антонија Гиговска и Горан Бреговиќ со неговиот оркестар, а гроздоберот заврши со спектакуларен огномет. На музичките настапи претходеше традиционалното карневалско дефиле. Улиците во градот беа исполнети. Продефилираа учениците од основни и средни училишта во Кавадарци, балетското студио Венус, ракометари, фудбалери. А на карневалот свој настап имаа и маски од Струмица и Тиват Црнагора. Символично за успешна лозарска година, градоначалникот Митко Јанчев го откина првиот грозд од импровизираната винова лоза на градскиот плоштад, а како што налага вековната традиција, грозјето се газеше со нози. Организаторот вели и годинава се испиша успешна приказна под отворено небо. Градоначалникот Митко Јанчев, задоволен од текот на манифестацијата, во изјава за КТВ нагласи дека Кавадарци се покажа како вистински домакин на јадници гости. Бога ден за Кавадарци, градоначалниче, бројни делегации, официјални, владини, државни, политички, партиски. Како поминува гроздоберот и како поминува приемот на делегации? Кавадарци, како и сегаш, се покажува добар домачин за сите структури на чинители на политичкиот живот и на државниот и на локално ниво. Пред се, аз сакам да благодарам на премиерот за неговата посета денеска на општина Кавадарци, на официјалниот дел од Тиквешки гроздобер и официјалното дефиле, на председателот Мисковски, министерот за земјоделие и другите бројни делегации од амбасади, колеги градоначалници и пратеници. Оде се во најдобар ред. Денеска е завршниот дел, ќе го поминеме карневалското дефиле. После дефилето имаме настап на Горан Бреговиќ и со тоа го завршуваме официјално нашиот Тиквешки гроздобер за 2022 година. Задоволни ли сте од тоа колку народ дојде во Кавадарци и каква енергија владееше за овие 2 дена? Да, готово средночашниот настап, има над 30 посетители кои што од голем размер, расположена публика, народ желен за забава, тоа е Кавадарци, тоа е Македонија. На манифестацијата Тиквешки гроздобер присуствуваа премиерот Димитар Ковачевски, министерот за земјоделство Љупчо Николовски и градоначалници. Премиерот посака успешен гроздобер, а на нашето прашање околу проблемот на кој се жалат лозарите при откупот на грозје, одговори дека ќе интервенираат институциите. Најпрво сакам да им посакам многу успех на сите винари, на сите лозаропроизводители во Тиквешкиот регион. Денеска е трети ден од овој голем настан кој што го организира општина Кавадарци. Ние сме исклучително среќни што оваа година постигнавме договор со кој што имаме 30% зголемени откупни цени на грозјето. Тоа беше потврдено и на состанок кој што го имавме заедно со винариите и заедно со лозаропроизводителите. Оваа година покрај тоа што цената на откупната цена на Смедеревката и на Вранецот беше зголемена на 13 и на 15%, дополнително државата во услови на најголема светска криза издвои дополнителни 2 денари за секој литар предадено, за секој килограм предадено грозје и дополнително за секој литар извезено грозје
уште 2 денари, односно од 2 до 4 денари, во просек 3 денари, зависно од амбалажата во која што се извезува. Исто така поддршка на винариите, што исто така е индиректно и поддршка на лозаропроизводителите. Тој договор со винариите и со лозаропроизводителите практично овозможи да имаме успешен почеток на бербата. Јас посакувам на сите родот да биде на високо ниво, а на винариите им посакувам многу успех во пласманот на виното надвор од државата. Она што радува е што ние сме втор најголем извозник на вино во регионот. Исто така сме еден од најголемите извозници во светски рамки на вино, покрај тоа што сме еден од најголемите извозници во европски рамки. И квалитетот на виното секоја година е на повисоко ниво. Веќе за 2/3 е зголемен извозот на флаширано вино во однос на наливно вино, што беше случај во минатото, и од тоа само потврдува дека политиките кои што владата ги спроведува во изминатите 5 години се на бенефит и на винариите и на лозаропроизводителите и секако на државата, бидејќи извозот на вино од државата надмина веќе 61 милион евра во текот на изминатата година, што е за 19% повеќе од 2020 година. Верувам дека со големиот квалитет кој што нашите вина го имаат и што беше потврден на најголемиот европски саем одржан во Белград во организација на Србија, Северна Македонија и Албанија, дека ќе представува уште поголем потик како за производителите на грозје, за собствениците и менаџерите на винариите, така и за државата да оваа стратешка гранка ја држи на високо ниво на агендата во Министерството за земјоделие. Благодарам. Дел од лозарите алармираат дека има проблем со откупот, особено кај црните сорти на грозје. Дали ќе действува инспекторатот, Министерството, за да се надминат овие реакции? Сите отворени прашања и нормално сите предизвици кои што се јавуваат како и при секој откуп веќе ги има нотирано Министерството за земјоделие и на самиот состанок кој што го имавме со сите, министерот за земјоделие јасно кажа дека инспекторатот е на располагање на сите лозаропроизводители за да интервенираат во секој случај кој што ќе се појави, во кој што ќе има различно толкување на информациите кои што ги имаат. Успешен гроздобер на лозарите им посака и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Нагласи дека кога ВМРО ДПМН ќе дошле на власт, состојбите во лозарството ќе биле подобри. Сакам да изразам задоволство за овој преубав настанов, дека овие денови организирам во Кавадарци поради причината која што сите сме овдека собрани, а тоа е тиквешкиот гроздобер и карневалот, кој што еве како што можев да слушам од представниците на светската организација, после подолго време повторно се одржува, после 2 години пауза поради короната, нели, повторно се одржува и јас посакувам и тој да биде успешен. Нека се забавуваат гостите, знам дека изминативе денови луѓето се забавуваа 10.000 наши сограѓани, но и останати гости од соседството кои што се придружија на овој преубав настан се забавуваа. Мислам дека беше прекрасно, очекувам и денеска да биде така и да посакам уште многу вакви успешни настани кои што ги организира општина Кавадарци, градоначалникот тука и нормално уште многу години повторно се среќаваме и да си го честитаме овој преубав ден. Да. Откупот на грозје, проблеми, каков е вашиот коментар? Од тоа што можев да го слушнам од луѓето кои што се занимаваат со таа работа, од лозарите е дека откуп нема, односно има проблем со откупот. Можеби на хартија цената е малку повисока од минатата година, но во суштина нема кој да ја плати таа цена, бидејќи откуп нема и сите тие велат дека половина од бербата останува ненабрана. Дел викаат и целосно бербата останува ненабрана, неисплатливо е. Буквално сите се жалат и велат дека е тешка ситуацијата. Сега една е ова што окажуваат од владата, но реалноста дека е наистина тешка и се потценува трудот на луѓето континуирано од оваа власт. Се надевам дека тоа ќе биде последната година кога се потценува трудот, дека до година со една нова влада на едни предвремени парламентарни избори луѓето ќе го сочуваат своето достоинство и достоинствено ќе им биде исплатен трудот, односно ќе има достоинствена цена и ќе има откуп онаков како што има и род, а не како сега. Ако
да речеме родот е 10, откупот е за 3, за 4, останатото останува ненабрано или воопшто не е откупено од страна на откупувачите. Така што лоша е ситуацијата, не е добра, лоша е ситуацијата. Така што се надевам и ќе работиме на тоа ова да биде последна година на оваа влада која што го потценува трудот на земјоделецот на лозарите. Соработка на словенечките пожарникари од Марибор и Кавадарци. Словенечките доброволци пожарникари донираа опрема за кавадаречките колеги. Кавадаречката противпожарна единица викендов имаше гости од Словенија. За време на Гроздоберот во Кавадарци присуствуваат членови на Сојузот на доброволни противпожарни друштва од Марибор. Тие искористија оваа посета и на кавадаречките пожарникари им доделија донација во заштитна опрема за пожарникарите. Вчера кавадаречките пожарникари и нивните гости ги посети градоначалникот Митко Јанчев. Во разговор со словенечките гости беше договорено соработката да продолжи, а мариборчани упатија отворена покана до раководните лица од општината и нашата противпожарна единица да го посетат Марибор. Словенците на градоначалникот Јанчев и командирот на противпожарната единица им врачија плакети и по еден сребреник специјално изработен за потребите на противпожарната олимпијада која што се одржа во Словенија и најавија дека нема да сопрат со донациите, бидејќи се надеваат дека ова е само почеток на една нова соработка и пријателство. 10 години олдтаймери во Кавадарци, годинава 75 рекордни експонати и за прв пат гости од Србија. Неизбежен дел од манифестацијата Тиквешки Гроздобер секако изложбата на олдтаймери. По пауза заради короната, олдтаймерите се вратија во Кавадарци, годинава згора на тоа и како јубилејна 10-та, и тоа Митко Ташев ќе го ставиме во име на организаторот да ни ги каже деталите за оваа година. Точно така, 2012 беше првата година кога се одржа изложбата на олдтаймери во Кавадарци. Секако ние не можеме да ја предвидиме, но уште со првата изложба јас бев веќе сигурен дека ова ќе прерасне во една сериозна традиција, традиција за која се зборува преку целата година и секако неизбежен дел од било која организација на Тиквешки Гроздобер е прашањето а дали ќе има олдтаймери и оваа година. За жал, како што спомна, претходните 2 години беше таква ситуацијата како што беше. Немавме собири, немавме дружби, но еве годинава, изложбата 2022 година, 10 годишен јубилеј, сосема на висина на задачата со изложените возила, заедно да прославиме. Морам да те прашам, ти ги знаеш изложувачите, Да. а кога ќе дојде време за Гроздоберот, нели? Ти се јавуваш или има случаи кај што се јавуваат сами? Да прашаат, се случуваат интересни работи секоја година. Имаме возила кои се пријавени, а кои од некои причини не можат да се појават. Има возила кои доаѓаат и непријавени. Меѓутоа се зборува месец, 2, 3, 4 однапред се зборува само за олдтаймерите. Дали ќе има, кога ќе има, каде ќе се поставиме и сите тие детали. Бројка за годинава? Годинава имаме 75 возила. Значи, рекорд. Јас сум неизмерно благодарен на сите кои дојдоа од сите краишта на нашата држава и прв пат оваа година официјално имаме учесници од Србија. Значи, интернационално прерасна. Точно, слободно може да дефинираме како меѓународна изложба на олдтаймери. Значи имаме 4 возила од Србија, од Белград и од Врање и имаме едно возило од Австрија. Токму тоа австриското мене ми се чини е меѓу главните атракции на изложбата. Австриското возило се надевам дека од наредната година и здравје натаму ќе се обрачиме кон него како кавадаречкото возило, бидејќи луѓето им се допадна градот, им се допадна нашата гостопримливост како кавадарчани, им се допадна Тиквешкиот крај, сериозно размислуваат да живеат тука, па се надевам дека ќе го гледаме почесто, а не само преку викенди и кога се овде во септември и август. Веројатно ќе ни станат сограѓани. Уште една атракција токму доџот покрај кој стоиме. Точно е, сега стоиме до најстарото возило на денешната изложба, тоа е Dodge Power Wagon од 1950 година. Извонредна реставрација. Искрено јас го гледам прв пат во живо, сум слушнал за возилото, сум видел фотографии. Едноставно камерата може да забележи за какви детали се работи. Значи возилото е од Куманово, значи ова е од Македонија.
имаме 75 возила, има ли возила кои што не дојда? Јас верувам дека има уште толку возила кои не дојдоа, но имаме друг интересен момент, а тоа е дека буквално секоја година имаме различна поставка. Има, да речеме, 10 возила кои се, да кажам, фиксни, кои ги знаеме со сигурност дека ќе дојдат, но останатите 50 возила не биле до сега во Кавадарци. И тоа е целта. Мојата цел е секоја година да биде нешто различно, значи да не бидат исти возила, да биде поинтересно за гледачите. Луѓето забележаа, велат, годинава Мерцедеси, фичиња, приоритетни на изложба. Видете, тоа се возила кои ги имало и најмногу и во минатите години, од секогаш тука. Не може да очекуваме дека ќе дојде возило кое не се возило на нашите патишта. Едноставно таква е историјата, тоа е тоа. Годинава Србија и Австрија, можеме да очекуваме следната година и од другите земји од регионот барем. Треба малку повеќе ангажман, малку повеќе помош при организацијата и се надевам дека ќе донесеме луѓе и од подалеку. Бензините и дизел горивото поевтинуваат за 1 денар по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Продолжува трендот дизел горивото да биде поскапо од бензините. Според последната одлука од полнок, бензинот ќе се продава за 84,5 денари по литар, а дизелот за 97 денари по литар. Повестите информации од спортот, втора победа за Тиквеш со Мојсов на клупата. Гроздоберска победа за кавадарчани од 2-1 во дуелот со Академија Пандев. Седмо коло во првата македонска фудбалска лига. Екипата на ГФК Тиквеш забележа уште една голема победа пред своја публика. Откако пред 5 дена во Кавадарци падна шампионот Шкупи, вчера за време на теквешкиот Гроздобер со 2-1 беше совладан и тимот на Академија Пандев. Тиквеш победе со 2:0 со головите на Нагоба и Ивановски, но Струмичани се враќа во игра со гол од пенал. До крајот, двете екипи има можности за уште по некој гол, но резултатот остана непроменет 2:1. Струга Тримлум ја забележи и седмата победа поред, откако со 3:0 го совлада тимот на Скопје. Шкупи со Гоце Седловски на клупата со високи 5:0 славеше над Работнички. Победа дојде до важни 3 бода со триумфот над Брегалница со 1:0, Силекс пак со 0:1 славеше на гостувањето кај Македонија Ѓорче Петров. Во следното коло Тиквеш ќе му гостува на непоразениот лидер Струга Тримлум. ГРК Тиквеш ја прокнижи првата победа во Суперлигата. Кавадарчани ја оправдаа фаворитската улога и го совлада Радовиш со 32-25. Второто коло од ракометната Суперлига помина без посериозни изненадувања. Во групата А Куманово Алкалоид 26-40, Охрид Прилеп 33-26 и Струга Вардар Неготино 36-24. А во среда својот надпревар ќе го одиграат Вардар Скопје и Бутел. Во групата Б ГРК Тиквеш ја оправда фаворитската улога и предводени од одличниот Страхиња Симиќ го совлада Радовиш со 32-25. Пролет го доби дербито со Еврофарм Пелистер 2 со 28-22, а Скопје го доби Јуниор Кисела Вода со 28-26. Во среда, заради настапот на битолчани во Суперкупот, ќе играат Еврофарм Пелистер и Голден Арт. Во следното коло, екипата на ГРК Тиквеш ќе му гостува на Јуниор Кисела Вода. Вардар и Гостивар го следат лидерот Воска. Во третата лига Јуку бедливи победи на Вардар, Росоман и Локомотива, а Марена прими 6 од Големо Конјари. Фудбалските второлигаши го одиграа редовното четврто коло. Во дербито во Битола, Пелистер си го дозволи тој луксуз и загуби од Гостивар, кој важи за еден од главните фаворити за влез во првата македонска фудбалска лига. Гостиварчани славеа на гостувањето со 1:3, а стрелец на единствениот гол за битолчани беше Сашко Дуков од пенал. Најтрофениот македонски фудбалски клуб Вардар дојде до нова победа и тоа убедлива против очајниот борец од Велес со резултат 6:0. Воска Спорт ја забележа четвртата победа на четвртиот надпревар против Беса од Добри Дол со 2:1.
Арсими со 1-0 го доби Охрид, а без победник заврши надпреварот помеѓу Беласица и Локомотива Пешчево 1-1. Слично беше и на средбата помеѓу Слога Виница и Каменица Саса, која заврши исто така 1-1. Тетекс забележа значајна победа против Струшки Караорман од 2-1, а Кожув заслужено го доби тимот на Детонит Плачковица со 2-0. Во третата македонска фудбалска лига, група Југ, Вардар во Неготино не дозволи изненадување, па во дербито со 5-0 го декласираше Превалец. Росуман со 8-0 му ја наполни мрежата на обршани, а Локомотива во Градско со 3-0 беше убедлива во дуелот со Младост. Марена на гостувањето кај Големо Конјари загуби со убедливи 6-0. Питогули со 1-3 славеше на гостувањето кај Бучин, а Слога во Лажани со 6-2 го совлада канатларци. Следува и прогноза за времето. Утре сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерена долж по Вардаријето, повремено засилен ветер од северен правец, УВ индекс 6, температура до 27 степени. До петок времето ќе биде стабилно со значителен пораст на температурата. Особено топло ќе биде во четврток и петок, кога дневната температура ќе биде над просекот за овој период од годината. Во сабота ќе има локална појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Од недела се очекува значително заладување. Го следевте централното издание на вести на КТВ. Благодарам за вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.